Во студио ни гостува Маја Дукова, планинарка и инфлуенсерка, која не носи низ приказни за водно-планинските авантури и безбедноста на патеките, но и за инфлуенсерството како професија на денешницата. Потоа влегуваме во светот на пантомимата со Мето Јанакиевски, уметник кој без зборови раскажува приказни што допираат до срцето. Отвораме и тема за тоа каде се изгуби уметноста во секојдневието и колку е важна естетиката во светот што не обкружува. Ке го одбележиме и големиот јубилеј, 50 години уметничка дејност на Васил Атанасов, исполнети со музика и емоции. Ја откриваме и магијата на природната нега со Валентина Стефановиќ и незините уникатни сапуни од природни масла и волна. И по мое село една редовна или стандардна содржина во Ја сакам Македонија, барем во саботните изданија, е готвењето, но при тоа запознавање и на луѓе од различни професии кои ни зборуваат за убавините за тоа што го работат, но можеби имаат и некои потешкоти. Од друга страна ставаме акцент и како може да се комбинираат различни интереси со готвењето. Ни сето тоа во ова издание на Ја сакам Македонија ќе не води мојата прва гостинка за денес. Добро утро, Маја Дукова. Добро утро, благодарам на поканата и чести задоволство ми е да видам дел од ова утринско саботно издание на емисијата. Така е, кога не си по емисии, бидејќи важиш и за инфлуенсерка покрај планинарка, дали спиеш, дали можеби готвиш вака рано наутро, што правиш кога не си по емисии? Во викенди, особено еден ден од викендот задолжително ми е за на планина, така да денес ќе ја прескокнам, ама утре задолжително ќе одам на планина. Ама обично сакам да си поспиам, ќе излажам ако кажам дека станувам рано наутро, воопшто не сум утрински човек, ама кога станува збор за одење на планина, тогаш секогаш правам исклучок и сум будна уште во 5 часот, што и сама од себе сум изненадена. Што те мотивира во 5 часот наутро да станеш? Ај пролет, лето за на планина ќе разберам, ама зима? И јас сама не се разбирам, да ти кажам, ама мислам дека тоа е она чувството дека ќе видиш нешто што не си го видел досега. Да, она непознатото, затоа што нели секојдневно кога одиме на работа се вртиме во некој круг каде што се знае рутината, што е, стануваш, кога сме веќе дел од тој дел на функционирање, меѓутоа кога е одењето во планина, мислам дека тоа дека денес ќе се случи нешто непознато и денес ќе видам нешто што досега не сум видела или искусила некое искуство кое што нема да го не сум го доживеала досега, мислам дека тоа е тоа што ме активира да станам, и јас сама од себе сум изненадена секогаш што си велам поени за мене дека сум станала рано наутро уште во 5 часот и ние веќе 5:30 сме тргнати на некоја планина. Секоја ви чест, но покрај планинарењето си доста позната на социјалните мрежи, особено на Инстаграм или инфлуенсерството, новата професија на модерното време. Како ги комбинираш и планината, и готвењето, и инфлуенсерството? Чинам дека минатата година од престижниот магазин Убавини и здравје доби награда за нова инфлуенсерска звезда во Македонија. Така да. Сакав да тоа што го правам јас, сакав да го споделам со тие кои ме гледат и следат. И моите активности ги поделив на два профила. Едниот профил да се Let's Cook Delights, каде што правам здрави рецепти, нутритивно богати рецепти, а на другиот профил кој што е Маја Дукова, каде што ги споделувам моите физички активности. Затоа што јас цел живот не бев така активна, ниту пак се трудев за своето здравје, меѓутоа сакав кога веќе јас ја правам промената, да си ја направам како албум да ми биде на социјалните мрежи што јас правам и какви промени јас забележувам. Меѓутоа со тек на време забележав дека се покажува интерес кај луѓето затоа што им влијае, некој ќе каже и го пробав овој рецепт, ми се допадна ептен, сакам уште нешто, што мислиш за ова? Се поставуваат прашања околу тоа. Што значи дека има интерес и на тој начин продолжив. Тоа всушност ме мотивира да продолжам да ги снимам и сликам рецептите кои што јас ги правам, за да ги споделувам со останатите и онака ти прави задоволство кога правиш некое општо добро. Така е, во тоа сум повеќе од убеден и сигурен. Гледаме дел од намирниците, па ајде да ги запознаеме гледачите или барем накратко да ги поведеме во приказната, што ќе искомбинираме и што очекуваме на крајот да добиеме. Карактеристика за мене на профилот за храна се салатите. Многу често ставам, затоа што многу е битно да внимаваме што јадеме и каква храна внесуваме. Секогаш ставам на стори задолжително прашање дали јадеше салата денес. И многу ми наима кои што ми кажува, ќе ми сликнат и ќе ми пратат, еве јадам салата, секогаш кога ќе седнам на маса, салатата ме инспирира на тебе, така да одлучив и овој пат да направам
една салата со киноа, која што киноата обично е запоставена или има многу луѓе што не ја јадат, меѓу кои што бев и јас. Слушнале дека постои Да, реално? меѓутоа, јас бев од тие што не ја јадеше киноата затоа што не ми беше убава. Ако не ја јадеш затоа што не ти е убава, значи не си ја искомбинирал правилно и не си дал доволно шанса за да видиш како и дали навистина ќе ти се допадне. Токму затоа јас сега решив да дадам комбинација на блага и солена варијанта на киноа. Едното ќе биде салата, а едното ќе биде киноа со овошје и сушено и свежо овошје. Така е, можеме веднаш да ги засукаме ракавите Да и да се почнеме. фрлиме на работа, при тоа ќе ни објаснуваш што правиш и ако гледачите ќе можат да те следат, а во овие моменти јас ќе ти се придружам, ќе дојдам од овој дел, но не доаѓам за да помогнам секако, ако треба ќе помогнам, но сум во овој дел за да можеме да ги прокоментираме и дел од фотографиите кои веќе гледачите делумно имаа можност да ги видат, а тоа се твоите зимски, летни, пролетни авантури, бидејќи си постојано нели на планина и можат гледачите да те следат и на социјалните мрежи, ама и во ово издание Нутринската ќе имаат можност да те запознаат и да видат нешто поконкретно за тоа како изгледаат тие зимски особено авантури. Така што еве во моментов ќе видат и гледачите за многу кратко, ни одат кадри баш од тој зимски период. Гледаме тука, чинам дека Шарпланинеце, еве и Маја на врвови на планина, каде е ова? Ова е од страната на Косово, искачување пак зимско. Искрено никогаш не, ако ми кажеше некој дека ќе одам на зимски искачувања, ќе речев дека ме лаже. Ова е пак причина, никогаш не вели никогаш за нешто што го правиш, затоа што јас не сакам она натрупување облека на себе, тешко одење, движење. Комоцијата во пролет, лето и есен е многу поразлична од ова зимската. Па затоа и прашав за зима, бидејќи еднаш во животот во зима го имам искачувано средно водно, мислам од средно горе до крстот и реков... И од средно се откажа. Значи нешто вакво во никој случај. Во никој случај. Јас дадов шанса, еве како што реков и за киноата, давам шанси во животот. Се обидов и прво ми беше на Осоговските планини, на Руен, кој што, еве, ова е баш таму, на искачување на Руен. Кога ги видов што се зимата всушност може да понуди, колку таму има убавина и колку магично снегот. Оти тоа е веќе скроз друга димензија при движење во зима. Не можеш да поттрчнуваш по природата, тука можеш да бидеш внимателен во твоето движење, затоа што секој чекор е битен, не може се заморуваш, не можеш да трчаш, туку снегот ти кажува како да се движиш и која брзина всушност да ја користиш во тоа движење. И потоа си продолжив на уште неколку врва и на Кајмакчалан исто така бевме, пак на зимска, која што за нас е обично Кајмакчалан не асоцира на она жалната слика, нели има двајца млади кои што загинаа при искачување на Кајмакчалан. За жал пред 10 години, да, пред неколку години, многу често го поврзуваме со таа слика, меѓутоа имаме и многу други, мислам има и позитивни причини на кои што може да го паметиме Кајмакчалан од историска гледна вредност и треба да се дават шанси на зимските, затоа што сето тоа снегот, ќе те зафати некој ветер, тоа има многу убавина која што не може ни да се опише со зборови колку што при доживувањето на истите. Морам да прашам што и со безбедноста, таа сигурно мора да се почитува исклучиво кога сме на планина во зимски услови, но какви се правилата во пролетниот и летниот период или има некои правила кои строго мора да се почитуваат без разлика на временските услови и годишното време? Правила си има. Секогаш треба да бидеме внимателни околу тоа што носиме со себе. Повеќе слои на облека е секогаш и tekako од прилог за во зависност од временските услови. Изборот на волнена облека да биде, например, затоа што не е работата да ставиме премногу на нас, кое што после ќе ни биде оптеретување во движењето, меѓутоа си има одредена облека која што е соодветна. Задолжително носење на вода, затоа што не секогаш се знае сега јас не можам да се пофалам дека сум експерт планинарец, повеќе би се ставила во рекреативните некако, затоа што немам превисоки врвови. Но сепак ова е повеќе од големо искуство, бидејќи, извините прекинав, но голем дел од тебе нашите генерации влегуваат во категорија на мене, наводно само со жичари и тоа е тоа. Да, не даваат прилика, ама треба да се даде шанса за да се испроба. Да, за разлика од
од кој колку оди, различно е, ама јас сепак затоа што имам многу планинари кои што имаат освојувано премногу врвови искачено, ама зависи од споредбата, да, во овој случај влегувам во можеби повеќе, али кога ќе се навлечеш еднаш, мада можеби не секогаш секој ќе го сака нештото да го прави, кога ќе се навлечеш, тоа само ти иде и си викаш еле ајде уште еднаш да отидам, уште оваа планина, мада почетоците се секогаш од типот на леле што ми требаше ова да станам рано, сакам да прашам, имаш ли момент на откажување? Секогаш ги има тие моменти. Така почнува што се вика секој планинарски ден, нели алармот звони, леле да се откажам, да не одам со Бајлево. Добар планинар значи ќе бидам. Има надеж. Многу често ми доаѓа. Таа умисла ја имаш. Да, никогаш ајде не е планина, барем ќе си речам во природа неколку часа, ќе станам многу рано, исто како кога сум на работа, но кога немам некои професионални ангажмани рано наутро, кога ќе зазвони алармот, она, дај ќе поспијам, што значи имам потенцијал за планина. Тоа е главното. Тоа е главното, значи нема откажување во никој случај. Станувањето е предизвик, нели, си кажуваш зошто. Кога ќе тргнеш, леле, добро, ајде, лесна е турава, ќе можам, после те фаќа оној дел психичката борба што ја имаш. И тоа е уствари и богатството во сето тоа, дека целиот пат ти се менуваат мислите. Кога ќе стигнеш на врвот, веќе си велиш, леле, ова вредеше на вистина, нема шанси, што ако остане во Скопје и пиев кафе, ова немаше да го видам, ќе го пропуштев. Па да, ама кога не сме таму, не можеме да го доживееме тоа и си велиме, супер, ние таму каде што сме. Многу, извини, многу често иде тоа, леле, сакам и јас да дојдам, многу ти се убави сликите, сакам и јас да го видам тоа. Вчера си го помислив додека ги подготвувавме материјалите и затоа постојано ги гледам. Искрено за дел од истите мислев дека не се ниту направени во Македонија, особено зимските. Не сме свесни што се имаме, а сакам да кажам дека кога ќе ги добиам тој тип на пораки, многу е убаво. Јас многу често и на сторис после секој искачување имам приказна која што раскажувам како сме тргнале, како сме стасале, каков бил патот на приодењето, со што предизвици сме се соочувале, за да се сфати тежината на нештото. Дека не се тоа изгледа инстаграмерски, нели, инфлуенсингот дека супер е, ајде, одлично, ама не значи дека секој ја има кондицијата за да го искачи. Мора да се изанализира која е висината на планината, во каков тип натура влегува, дали е средна, дали е средно лесна, дали е средно тешка, колку е висинското искачување, колку километри е, кружна ли е. И не секогаш, дури најспремните може да се соочат со предизвик да не можат да искачат одреден врв. Така да мора да се има во предвид не е само желбата дека еј сакам и јас ќе дојдам. Меѓутоа мора да умствено да се спремиме затоа што не може па на пола пат ти да се откажеш и цела група да остане ни ваму ни таму, ако е да речеме кружна тура. Мора некој да се врати со некој што нема доволно кондиција. Така да мора трезвено да ги согледуваме работите затоа што не се инстаграмерски. Доаѓаме на тоа инфлуенсерството дека се изгледа волшебно, меѓутоа мораме разумно да ги гледаме нештата, а не само од желбата дека сакам. Нешто што го сакам вака рано наутро е свежа салата со киноа, немам пробано, но се друго што има во чинијато, тоа што го забележувам. Таква салата комбинација некако ми е омилена наутро, особено и една ракија ако имам, ќе биде идеална комбинацијата. Да допринесе. Што ставивме во моментов во чинијата, претпоставувам тоа е до некаде финалниот дел на солената варијанта. Да. Имаме киноа, рукола некако со семиоди, краставици, маслинки. Го додаваме и ова вариво. Ова е мешан зеленчук всушност. Велам колку повеќе бои, толку поубаво. Дури и кога е зима, многу често тоа имам навика да кажувам, внесете боја во оброкот, затоа што имаме и мора да го цениме меѓу другото, тоа делот дека ние живееме во медитеранска област, каде што изобилуваме со прекрасни овошје и зеленчук, кои што навистина мораме да ги искористиме во исхраната. Така да овде има пченка, граф, мешавинава со грашок, морков, киноа, маслинки додадовме, свежа краставица и рукола. И семките да не ги заборавиме. Семки од тиква, има ја мешавина исто, затоа што додаваат конхранлива вредност. И овој вид на салата може да биде оброк за носење. Тоа е уште една од мисиите што јас ја имам зададено, дека не секогаш мораме да посегнеме по некоја храна за да ја купиме првото нешто што ќе ни дојде. Мораме да бидеме разумни при изборот на храна, дури кога одиме на работа,
не може да се каже немам време, јас морам да си купам јогурт и геврек. Секој може да направи некој паметен избор само ако издвои 1 час време, затоа што еве во случајов киноава потребно време за варење е околу 10 минути и веднаш ја впива водата. Тоа значи ништо време. За неработа можеш ти само организирано да си ги имаш со стојките одбрано за да ги купиш, ќе ги додадеш овие свежи зеленчуци и имаш готова салата. Така, јас си викам гости, барем кога сум на емисија и не се грижам што ќе појадувам. За наработа, еве денеска имам и солена и блага варијанта. Ова е солената веќе ни е скоро готова, што значи ќе одиме сега со следната, со благата варијанта. Предпоставувам основата ни иста, киноа. Да, основата е киноата. Да. Затоа што еве за љубителите на благо и на солено, нели секој различно преферира. Јас преферирам солен оброк за појадок. Така. Не знам за другите. Овде додаваме исто варена киноа, малини, суво грозје, чија семки, исто така јатки и за сладовач по желба во случајов е тоа сируп од дурми. Интересно звучи, барем кога ќе дегустираме на крајот од емисијата, ќе видиме дека или ќе се увериме дека и вкусно. Морам да прашам сега кога сме кај самото инфлуенсерство како професија. Ајде да појасниме за луѓето дека да се биде професионален инфлуенсер во Македонија не значи само земи го телефонот, народски чкарапај што ќе најдеш, само објавува и работата е завршена. Како изгледа одржување на еден сериозен инстаграмџиски профил во Македонија, бидејќи трендовите се едно, работата да се сето тоа направи да изгледа така е друга. Зборот ми е дека за една фотографија, за едно видео тоа си бара размислување, одење на локација, па светлото се погоди, не се погоди, па монтажа, па текст, па хаштази, што се друго треба, повели објасни. Сето тоа и плюс јас би додала одговорност спрема оние што гледаат. Затоа што мораме да бидеме покрај овие работи што ги кажа, а многу е важно да бидеме внимателни околу тоа што го ставаме и каков впечаток сакаме да оставиме. Затоа што за жал во денешно време има многу, сите имаме можност пристап до интернет, меѓутоа за жал има различно влијание, има и позитивно и негативно. Абсолютно. Можеме да се чувствуваме среќни или несреќни гледајќи ги сите тие работи. Некои работи може да ни донесат радост, меѓутоа и тага во зависност од тоа, не знам, некој гледа, еве Маја оди на планина, јас не можам ни таму да отидам, или не знам, гледаме некој патувал секаде и некој да се испоразочара, да се издепримира од причина што тој или таа не може тоа да го постигне. Затоа многу е исто важно да бидеме внимателни околу тој дел, да дадеме поука, знаење, едукација, а не да придонесеме чувство на тага кај одредени луѓе. Не велам дека не треба да се постира патување или не знам, или храна или било што, меѓутоа да бидеме внимателни околу изборот затоа што имаме одговорност која што ја носиме. А тоа дека одзема внимание, да, во склоп на прашањето. Одзема затоа што мораме да бидеме внимателни каков тип на приказна сакаме да дадеме, кога е исхраната во прашање, што сакаме да дадеме како информација, дали тоа ќе биде нутритивната вредност на оброкот кој што ќе го споделиме или ќе биде само онака нафрлен рецепт. Кога се видеа во прашање мораме да внимаваме околу кадрите кои што ќе ги земеме во зависност исто дали е one man show или има некој што помага. Јас сум тип што сама си правам се и сликам, снимам, монтирам, ставам и сето тоа го балансирам и на двата профила. А си бара внимание, дали ако снимаш рецепт со видео и глас, мораш да го снимаш и гласот определено. Еве, јас сега малку ми е фатен и не би можела да снимам видеа со глас, затоа што не би звучело баш добро. Ако се слики каросел, мораме да внимаваме изборот на текстот што ќе го ставиме таму, затоа што алгоритмот на социјалните мрежи си има своји карактеристики кои што ќе помогнат или ќе одмогнат за тој ставен рецепт или што и да е како пост, ќе влезе за видлив за публиката или пак нема да биде видлив. Така да си има доста работа, бркање и фокус и концентрација и знаење. Не е само стави го, па ајде, нека биде. И затоа се делите на
аматери кои имаме социјални мрежи кои ги користиме само за комуникација, чат-пат нешто да фотнеме да објавиме, за разлика од луѓето кои одлучуваат тоа да им биде и професија, односно животна определба, убавини и здравје, го препознам твој и талент, и труд, и напор кој го вложуваш, ја доби титулата, мислам дека во готвење беше категоријата. Не, беше во патување. Аха, во патување беше, ама беше сепак нов инфлуенсер звезда. Јас таа година исто така го имав направено и моето прво соло патување. Отидов сама за Палма де Мајорка. Истата година, како искуство, интересно онака, невообичаено. Од секогаш работев долго време во гостителство во младоста и запознавав многу туристи. Така. И многу често сум се среќавала со туристи кои што сами тргнале некаде на пат и ќе застанат на шанк, муабет и едно друго. И ми се имаше родено желбата дека морам и јас некогаш тоа да го направам и ете дојде моментот таа година. Навистина е предизвикувачки, не е за секој, пак ќе речам, не секој сака и може тоа да го направи сам, да отиде во туѓа земја па да се снаоѓа со мапа, со места, со локации, со јавен превоз. Па ние из Македонија, да не се лажеме, јас познавам луѓе од Ѓорче кои не знаат во автокоманда да се снеде. Па да. Сепак, да, од мало треба да се почне, од најблискиот радиус, па да се продолжи до останато. Ама мене лично многу убаво искуство ми беше откривањето на таа култура, запознавање на луѓе кои што домицилно население, па и странци, па и плюс користејќи го шпанскиот од на времето и мајки ги сапојниците, и кога ќе добиеш позитивен одговор од луѓе од таму кои што ќе ти кажат леле колку ти стеја добар шпански, од кај имаш научено, си земаш на поени дека вредело што си ги гледал сериите како дете. Да, сега не можеме да учиме турски бидејќи се синхронизирани, но од друга страна пак на многумини им олеснува вака додека се готват, си ја следи серијата, на моменти може и не знае која е серијата бидејќи се повторуваат гласовите, но сепак е олеснување, нели мора да се следат тие светски трендови, а од друга страна си го промовираме и зачувуваме македонскиот јазик. Да, ама сепак сум за серии со без синхронизација. Во оригиналот да, затоа што вака истите гласови не сум за тоа. Секој со своје мислење, така? Ова е лешница, сакам да ја мора секој да замине еднаш барем на лешница да ја види, не е многу тешка тура, меѓутоа е вредна да се посети, на Шар планина е. Како се стигнува до таму? Се оди до селцето, се продолжува, искрено леле во моментов нема да се сетам како се викаше селово. Ама се трга, турата е убаво обележана, маркирана, не е нешто многу захтевна, ама ова е еден бисер кој што го имаме и кој што навистина мораме да го чуваме и негуваме, затоа што каква Швајцарија кога ние се имаме овде кај нас, само што треба многу повеќе внимание да им оддадеме на тие убавини. Затоа ние како ја сакам Македонија, секогаш имаме гости кои се од различни профили, кои на било каков начин ја промовираат и ја истакнуваат Македонија. Оваа сабота ги истакнуваме македонските планини, македонскиот живопис кој ни е на високи надморски височини, и за сето тоа си заслужни и ти благодариме за тоа што оваа сабота си во наше друштво. Покрај готвењето правиме и презентација на тоа што значи Македонија, што значат македонските убавини. Ги планираш патувањата, имаш некоја агенда како месец дена однапред или се од недела за недела се случува? Секогаш одам со планинарско друштво. Најчесто одам со планинарското друштво Петрикор. Секој викенд е различна тура, не е нешто во зависности од временските услови. Не секогаш може тоа да биде планирано, затоа што како што гледаме време се менува од час во час, така да може едно да биде планирано, а сосема друго да излезе. Ама задолжително некаде среда, четврток се знае каде ќе се оди и која планина ќе се земе. Еве ги поканувам сите кои сакаат утре на традиционално искачување на китка. Не е многу захтевна. Колку време се искачува? Па околу 3 часа. 3-4 часа ќе е валјда во целина, ама не е многу надморска висина искачување, ама ќе е убаво да се присуствува. Еве не е многу далеко од Скопје, секој што сака може да се приклучи. Јас затоа што денес не можам, утре ќе одам. Али да, се планираат, ама некаде среда четврток за да се знае времето какво ќе биде, затоа што е многу променливо, па не може да се има во предвид со сигурност да речеме за цел месец како и кој врв да се освојува. Еве, многу е мала веројатноста дека до вечер ќе добијам желба утре да се придружам, но ако некој од гледачите ја добива таа инспирација во моментов,
како треба да се организира, кај треба да се обрати ако не е член на никое планинарско друштво, него еве искрено во моментов ја добива таа инспирација. Многу често се од отворен тип турите. И ако некој јас така имам правено на некој што ми покажуваат желба, можеш да ги заследиш на социјалните мрежи сите планинарски друштва што или ако не ги знаеш, прашај ме, ќе ти ги пратам линковите. Сега има и ChatGPT. Да, меѓу другото, има многу опции за да се откријат и секое планинарско друштво ги објавува баш така вторник, среда турите кои им се планирани и сите се отворени за луѓе кои имаат желба. Некогаш се со паричен надомест во зависност од планинарското друштво, некогаш не се со паричен, некогаш се со само организација. Има еден куп групи на Facebook. А кога ќе тргнеш па така на планина, пријателствата и друштвата што ќе ги постигнеш таму при движењето не се исти со оние од седенките на кафе и од секојдневието. Самата кога ќе ги запознаеш таквиот тип на луѓе, ќе почнеш да се организираш со некои поискусни, помалку искусни, за и нас самоволно да се тргне на тура, меѓутоа само со поискусните, затоа што со планина нема шала и не може да ризикуваме и да тргнеме, ајде можам јас, нема никаков проблем. Меѓутоа тоа мора само со искусни луѓе да се прави, али еве со социјални мрежи за следување на планинарските друштва ќе се пратат агентите кои што ги има и никогаш никој нема да биде одбиен ако посака да се приклучи на некоја тура. Во зависност од неговата спремност, тоа мора да се има во предвид. Така, јас до вечер ми останува, значи, да, размислувам, ако се предомислам, ќе те контактирам и се тоа ќе го споделиме јавно на социјалните мрежи, бидејќи нели ако не споделиме исто како да не сме биле. Апсолутно. А и ние ако не го сервираме тоа што го подготвивме, исто како да не го подготвивме, освен ако не сме си дома, иако нели психолошки дека храната мора и визуелно да не нахрани, за да ни биде дополнително впечатлива, дополнително да ни ги разбуди апетитите и со тоа да можеме да ги почувствуваме вкусовите. И додека ги правиме овие финални, да речеме, подготовки за да може јадењето да ни бидат во случајов салатите финално презентирани, морам да прашам кои се идните планови на Маја Дукова и на професионален инфлуенсерски план, но од друга страна и на план на планините. Нешто подолгорочно, нешто да откриеме или се крчка некако, па не може да откриеме. Потом времето да си покаже. Јас секогаш сум отворена за соработки од било каков тип, а конкретни планови не. Се водам по мисијата дека сакам да инспирирам и сакам да мотивирам за промени. А со конкретни планови не можам да ги искажам конкретно тоа и тоа. Но еве, конкретно тоа што ни го вети дека ќе ни го подготвиш, со оглед и на времето, повеќе од одлично го реализираше, го подготви и ти благодарам за тоа што на вистина во сабота е многу тешко со пријатели реално да се организираме сабота наутро да пиеме кафе на сонце, а не вака да се подготвиме, да стигнеме на време во телевизија, да се дотераме, нели, да бидеме озвучени и сето тоа да изгледа како што треба, бидејќи многумина од луѓето мислат дека така од улица се влегува и се почнува емисијата, за жал не е ништо не е како што изгледа по социјални мрежи. Исто како на социјалните мрежи, така и на телевизија некои работи се почитувам да ви откриам, Маја е половина час дојдена порано пред да почнеме во етери и навистина и благодарам за тоа, со тоа покажува една сериозна одговорност како и многу пати тоа што го правела на планина. Маја, благодарам за гостувањето, благодарам за тоа што ни го разубави саботното утро, не мотивираше, не инспирираше и се гледаме, ако не на планина, за одредено време повторно овде. Благодарам многу за поканата и чести задоволство ми беше што бев дел од ова утро.